издание. Американскиот претседател Доналд Трамп напушти состанок посветен на инфраструктурата. Започна европските избори. Гласањето во 28 земји членки ќе трае 4 дена. Илјадници девојчиња и езиди од Ирак киднапирани од исламската држава. Ќе ви кажеме повеќе. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Обидот на Белата куќа и Конгресот за постигнување на заеднички двопартиски договор за инфраструктурата пропадна, откако претседателот Доналд Трамп се закани дека ќе престане да соработува со демократите, ако тие продолжат со надзорот на неговата администрација. Според присутните во овалната канцеларија, претседателот Трамп вчера одбил да се ракува со законодавците и да учествува на закажаната средба со конгресните демократи. Веднаш потоа Трамп ја критикуваше спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси за нејзините коментари дека тој е вклучен во прикривање. Тој ги обвини демократите затоа што наводно истото утро разговарале за можен негов импичмент. Трамп им рекол на Пелоси и на лидерот на малцинството од Сенатот Чак Шумер дека посакува да направи инфраструктурен договор, но дека тој е невозможно под овие околности. Пентагон ќе брифира Белата куќа за можноста да бидат испратени илјадници американски трупи на Блискиот исток, изјавија официјални представници на САД. Барањето за дополнителни трупи дојде од Централната команда на САД и ќе биде представено денеска во Белата куќа, велат официјалните представници кои сепак побарале анонимност, бидејќи плановите не се формализирани. Не е јасно дали Белата куќа ќе одобри испраќање на сите или само некои од бараните одбрамбени сили, како и дополнителни ракетни батерии и повеќе бродови. Гласачите во Европската Унија денеска започнаа да гласаат на изборите на кои ќе бидат избрани представници за Европскиот парламент, кој ќе обликува иднината на блокот. Стотици милиони луѓе во 28 земји членки учествуваат на изборите кои ќе траат 4 дена. Анкетите за јавното мислење пред гласањето сигнализираа предност за популистичките и националистичките кандидати, кои сакаат да го ограничат опсегот на активности на Европската Унија во корист на зголемениот авторитет за поединечни земји членки да ги реализираат своите собствени политики. Засега во Европскиот парламент остануваат 751 член. Тој број требаше да се намали со планираниот излез на Велика Британија во март, но повторното одложување на Брекзит значи дека Велика Британија се уште е земја членка и затоа мора да учествува на изборите. Жителите на Европската Унија гласаат за новите пратеници во Европскиот парламент, што треба да ја обликува насоката на Унијата во следните 5 години. Миграцијата и идентитетот се едни од најважните прашања. Хенри Риджвел известува од Копенхаген. Јужно од Копенхаген, 2 километри од копното се наоѓа островот Линхолм. Локалците го нарекуваат Гвантанамо Беј на Данска. Беше дизајниран како иден дом за 100 странски криминалци. Планот поттикна големо противење од опозицијата. Катастрофа за данската репутација во светот. Островот Линхолм беше ненаселен до 1920-тите. Потоа беше трансформиран во научна лабораторија. Владата планира да потроши над 100 милиони долари во следните 3 години за да го трансформира во отворен затвор. Локалците изразија загриженост. Што ќе прават со тие што навечер нема да се вратат во бродот? Се чувствуваме многу несигурни, мислиме ќе има негативно влијание врз градот. Групите за човекови права велат дека одземањето на слободата веројатно ќе значи прекршување на европскиот закон. Данскиот министер за имиграција го брани планот, велејќи дека тие не се посакувани во Данска и оти тоа ќе го почувствуваат. Градоначалникот вели дека владата поттикнува миграциони проблеми. Многу луѓе се загрижени околу ситуацијата со миграцијата и тоа не е нешто што можеме сами да го решиме. Треба да соработуваме со други држави во ЕУ и во светот за да најдеме решение. Овие прашања се дебатирани од далечните источни брегови на Европа до островите на Балтичкото море. Во Данска, како и насекаде во Европската Унија, миграцијата и идентитетот имаат клучна улога кај гласачите, кои одредуваат насоката на Европа. Илјадници девојчиња и езиди претрпеле вистински ужаси откако биле киднапирани од исламската држава. Дел од нив го ризикувале животот за да избегаат, а дел се уште се водат како исчезнати. Во август 2014 година, милитантите на исламската држава киднапираа илјадници девојчиња и езиди во Ирак. Тие го ризикуваа животот за да избегаат од заложништво на исламската држава.
Само неколкумина успеаја. Ова е Ламија Башар, чиј живот беше променет во август 2014 година, кога била киднапирана од милитантите на Исламската држава. Таа сега се наоѓа во Германија и заздравува по операција на лице, кој било изгорено при експлозија на бомба, додека се обидувала да им избега на киднаперите. Мене и мојата сестра не киднапираше маж од Саудиска Арабија, не силуваше, тепаше и потоа не продаде. Рече дека сме сексуални робинки. Некои девојчиња се препродавани и по 5 пати. Салва Калаф имала само 16 години кога била киднапирана. Била однесена во куќа во Мосул, каде се наоѓале уште 500 други девојчиња. Милитантите доаѓале секој ден да земат една од нив. Ги продавале како сексуални робинки. Салва била во заложништво 8 месеци. Ако остане во Ирак, можеби ќе се самоубиев. Бади Хасан Ахмети по 4 години се уште оди на психолог. Го раскажува моментот кога била принудена да се омажи за киднаперот. Ме турна под туш, потоа ме однесе во неговата соба. Го излажав дека сум бремена, бидејќи велеше дека нема корист од бремени жени. Утре дента ме однесе на лекар и дозна дека го излажав. Потоа ме силуваше. Само што наполнила 12 години, Джилан и незината другарка биле однесени во голема куќа. Потоа двајца мажи дошле по нив. Имав само 12 години. Ме удри и почна да прави со мене што сакаше. Тој имаше 60 години. Не можев да направам ништо. Салина Башар пак се обидела да ја спаси другарката од рацете на милитантите на Исламската држава. Ја однесе под туши и ги врза рацете и нозете со електричен кабел. Ја силуваше. Не можевме да го спречиме. Потоа и помогнав да се облече. На прашањето каква казна заслужуваат киднаперите, ниту една од нив не можеше да каже. Бази сега е верена и планира да прави свадба. Сака да се запише на коледж за она што од секогаш сакала да биде – медицинска сестра. Салва се одлучила да им помага на сирачињата. Го посетила бегалскиот камп на језидите во Курдистан за да им помогне. Селина сака да седи дома. Вели дека животот не застанува тука. Джилан наскоро ќе заврши средно училиште. Се уште се моли за незината другарка. Ламија зборува за геноцид на конференција за човекови права. Незиното лице од ден на ден повеќе заздравува. И по 4 години илјадници девојчиња се уште се водат за исчезнати. Виби Вакер од Холандија пред 3 години тргна на долго патување со електричен автомобил по 100.000 километри. Патувањето заврши во Австралија. Араш Арабасади ја пренесува неговата авантура. Австралија. Епското патување од 95.000 километри стигна до својот крај. Од март 2016 година се возам од Амстердам до Сиднеј во целосно електричен автомобил и без пари. Холандскиот авантурист Виби Вакер пристигна со својот Volkswagen Golf, кој го нарече плавиот бандит, со кој со помош на онлайн донации направи историја. Преку мојата веб страна побарав луѓето да ми помогнат со храна, место за спиење и струја за автомобилот. Динамичното дуо постави рекорд за најдолго снимено патување во електричен автомобил. Вакер вели дека патувањето било и шанса да им покаже на некои критичари дека грешат. Мојата цел беше со ова патување да ги покажам предностите на електричната мобилност. Многу луѓе поради предрасуди не сакаат да возат електрични автомобили. Мислат дека не се соодветни за долги релации. Затоа сакав да направам нешто лудо како возењето од Амстердам до буквално кажано другата страна на светот. Сакав да покажам дека тоа е можно. Вакер и бандитот возеа 1119 денови, повеќе од 3 години, низ 33 држави и поминаа речиси 100.000 километри. Патувањето кое започна во март 2016 година стигна до својот крај. Вакер вели дека со овој подвиг сакал да инспирира и едуцира за еднината без јаглерод. Сепак лоша вест за потенцијалните купувачи на овој автомобил е дека има само 50 електрични возила како плавиот бандит. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Довидување до утре.